За околу 30% е намален бројот на ковид болни, хоспитализирани во Штипската и во Кочанската болница, покажуваат последните болнички податоци. Во моментов имаме 62 хоспитализирани пациенти, 32 се во модуларната болница и 30 на инфективното одделение. На кислородна поддршка се 44 пациенти. Едно лице од Пробиштип на 69 годишна возраст почина. Информираат од клиничката болница во Штип. Во моментов, бројот на активни случаи во регионот падна под 1000, но бројот на починати се искачи на 413. Неделниот пораст на заболени ја потенцира Виница како општина со најголем број на ново регистрирани случаи на 100.000 жители во државата. Највисока неделна инциденца од 211 на 100.000 жители е регистрирана во Виница. Стои во извештајот на Институтот за јавно здравје. Од утре предвидено е полицискиот час да почнува од 23 часот, а угостителските објекти да работат до 22:30. Нешто што според микробиологот Никола Пановски може да биде опасно, доколку доследно не се почитуваат мерките. Спасот според Пановски е во подигање на јавната свест и масовна вакцинација. Доколку тоа не се случи, може да се соочиме со опасност од фрлање на вакцините. Во Македонија дневно умираат по 45 луѓе, во Велика Британија само еден човек. Треба да се каже како било во Израел, а како е сега по вакцинацијата. Ако не се подигне свеста кај на населението, да, ќе се фрлаат вакцини. Секој треба да прими 2 дози. Мислам дека има млади луѓе што досега не се пријавуваат на сајтот за вакцинација, зашто знаеја дека нема вакцини и нема да ги викнат. Очекувам и се надевам дека ќе почнат да се пријавуваат. Треба да се почне со засилена кампања, да кажуваат и дека никој не останал неплоден поради вакцините. Смета професорот Пановски.